Иако во Кочани немаме атлетски клуб, сепак учениците од гимназијата Љупчо Сантов постигнаа одлични резултати на државното првенство за средни училишта по атлетика што се одржа во Скопје. Второ и четврто место во категорија трчање до 800, односно 400 метри. Учествував во државното првенство помеѓу средните училишта и го освои второто место во дисциплина 800 метри. Се подготвував под менторство на професорот Ангел Чоколев и постигнавме доста добри резултати и сме многу задоволни. Ова е многу големо искуство за мене и планираме да продолжиме понатаму со поголеми успеси. Се надпреварував во државното првенство за атлетика и се надпреварував на дисциплина 400 метри, каде што го постигнав четвртото место. Се спремав под менторство на професорот Ангел Чоколев и со повеќе работа се надевам дека ќе постигнам подобри резултати во иднина. Таму отидовме прв пат и се стекнавме со професионалци кои што вежбаат во повеќе спортови и атлетски клубови, каде што ние колку можевме толку се спремавме овде затоа што немавме атлетски клуб. Но во иднина се надеваме дека ќе постигнеме подобри резултати и повеќе ќе се спремаме. Учениците се подготвуваа под менторство на професорот по спорт и спортски активности Ангел Чоколев, кој што вели дека овие талентирани ученици ги открил при пријавување за учество на пролетниот крос, што секоја година се одржува во Кочани и каде се покажаа најдобри. Секојдневната работа, освен одржување на редовни часови, се обидуваме кои ќе откриеме дека некои деца им поседуваат посебен талент, да им помогнеме, да ги насочиме, така да овие две прекрасни девојки се докажаа дека можат да постигнат и јас сум презадоволен од нивниот настап, бидејќи во Кочани немаме услови за атлетика. После 20 години учествува било кој од нашето училиште на оваков митинг, кај што имаше 104 надпреварувачи од Македонија, кои поголем дел од нив беа веќе изградени атлетичари, и затоа сметам дека нивните резултати се уште позначени, бидејќи без соодветна опрема, без соодветни терени за подготовки, децата како големи борци успеа да направат резултат за кој што сите ние се гордееме и се надеваме дека ќе имаме уште многу шанси да соработуваме во иднина. Освен во атлетика, учениците од ово училиште постигнуваат солидни резултати и по други предмети. Ученичката Сашка Јованчевска пак учествуваше на регионалниот надпревар по германски јазик, каде што го освои второто место и се пласираше на државен надпревар. Со гордост можам да изјавам дека на надпреварот по германски јазик, кој што се одржа во Штип на 5 мај оваа година, го освои второто место и покрај големата конкуренција од 150 ученици, сепак успеавме да се избориме заедно со мојата менторка, професорката Магдалена, и го освоивме второто место. Сепак на државниот надпревар се надеваме за уште поголеми успеси. Имаше силна конкуренција? Да, конкуренцијата беше доста силна. На надпреварот учествуваа околу 150 ученици, но сепак ние успеавме да постигнавме голем успех. Јованчевска се подготвуваше под менторство на професорката по германски јазик Магдалена Манева. Ние во саботата на 5 мај учествувавме на регионалниот надпревар во основното училиште Ванчо Пркево во Штип, каде што го освоивме високото второ место и со што се пласиравме на државниот надпревар во Скопје, кој ќе се одржи на 18 мај. Сакам само да напоменам дека најголемата заслуга има ученичката Сашка Јованчевска, која вредно и напорно работеше и би сакала да послужи како пример за другите ученици. Јованчевска сега се подготвува за државниот надпревар што ќе се одржи на 18 мај во Скопје, од каде што очекува повторно голем успех и освојување на првото место.